И здраво на сите, добро дојавте во најрандом влогче периодов, кај што стварно ништо не беше испланирано. Тргнавме на пат за Куклица и одлучивме успат да снимаме. Као, ништо нема да биде поврзано од точка А до точка Б. Ама, се надевам ќе уживате. Fucking падна капаче. Браво. What? Вижиш тарчу. Ей! Знаеш овие два прста што прах? Леле. Прави не да дегустираме. Брат. Чакай. И таа викаше така, ама нема. Ке направиш прен вака и све ке испрска. Види. Леле, исто кога мочку. Леле, ветер. Абе, стај го доле тоа, ој. Глупо дете. Ира, дечко. Нема. Клин, сура. Клистер. Кристал клир. Клин, идеме кумано, бе. И што ќе изјавиш? Овие куклички. Можете кукличките за плаќање. На апаратих после ги скачи ми се на 5 енергии. На 1 минута да зимка да. Пиење. Да слушам. Се далеко. Шмирнов. Мат? Еси ли то ти? Шпекенен. Ај. Он ке планирал 2 сати, вика пеш. И са? Вие се кукличките, значи, мислам ова е. Тоа е Марија. Не бегувај. Мајка ти татко. Ова е се публика. Публика, се публика. Ова е па. Која? Легендата? Да. Ке читаме УОФ. Voice-over ке прави. Значи ова е. Тоа се Младоженците. мажот и жената, да. Ово е тие баш што се потпишуваат за доказ. Свато ви гледам. Сведоци бе. Ведот. Абе, Легендата вика дека била забранета љубовта. И сега, они забрането им било да се љубат. На крај сакале сватови. да се љубат, а им било забрането. Љубов е најубава. Забранетата љубов е најубава. Така да, свадбата одгоре ќе ја снимам. Пау.
пауз. Идеме се префрламе на... Па да почнеме со фактите од ChatGPT. Која ако не ChatGPT, или ти Rachel, кој што ја викам ја, поради ова. Thanks a lot, you idiot. Thanks a lot, Rachel. Thanks a lot. Thanks to you, my charger's not charging on my iPad because it's got used to your iPad instead of mine. И да, сега после се што ги ми кажу, викам, thanks a lot, Rachel. Фели вака, Rachel е тука. И да, носам 10 next level факти за камените кукли од Куклица. Овие природни феномени не се само туристичка атракција, туку цел на еден мистичен спој од геологија, легенди и времето како скулптор. Еве што вреди да знаеш. Под број 1. Наречени се кукли поради формата. Камените структури личат на човечки фигури, како да се скаменети луѓе. Местото го добило името Куклица токму поради ова. Од македонскиот збор кукла. Кукла или кукличка. Под број 2. Стари со околу 10 милиони години. Овие формации настанале преку ерозија од дожд, ветер и температурни разлики, кои со текот на времето ги обликувале меките вулкански карпи, односно туфа, во човечки форми, како природата да си поиграла вајар. Повтори? Дај Боже, ние нека жена да најдеме, некоја љубовница. Ој. Абе, Ај, одрасте на каменове. Знаеш што е најлошото, дека жена ти не ти дава да имаш девојка. Ај, Да, стварно нема логика. На местото викано кукли. Заборав што требаше да кажам. Значи, Читам интересни факти. читам интересни факти, ама неам интернет. Нешто ќе правиме voice-over. Којме? Под број 3. Легендата зборува за вкамената свадба. Најпознатата приказна вели дека младоженецот сакал да се ожени со две жени, но кога првата дошла на свадбата и ги видела, проколнала се и сите се скамениле. Цела свадбена поврка во камен. Легенда на ниво на мит. Под број 4. Се наоѓаат кај Кратово. Локацијата е блиску до селото Куклица, 8 км од Кратово, еден од најстарите градови во Македонија. Комбо, историја плюс природно чудо, дестинација за душа. Под број 5. Над 120 камени фигури. Има повеќе од 120 кукли од 2 до 10 метри високи. Буквално како цел град од камени статуи, и тоа не човечки направени, туку природни. Под број 6. Природно студио за фото и видео. Ова е за мене. Поради уникатниот изглед, местото е топ локација за снимање, фотосесии, дури и музички видеа, совршена за нешто креативно и динамично. Под број 7. Формациите се од вулканско потекло. Регионов бил активен вулкански пред милион години. Камените кукли се формирани од туф, лесна, порозна вулканска карпа. Под број 8. Боите се менуваат со светлината. Во зависност од сонцето и временските услови, фигурите добиваат различни нијанси, од сиви до златисти. Природна светлосна магија. Под број 9. Научниците ги изучуваат како пример за столбеста ерозија. Оваа појава е позната и на други места во светот, но кај нас е една од највпечатливите и најдостапните. И под број 10. Местото има силна енергија, некој веле дури мистична. Има луѓе што тврдат дека таму чувствуваат силно присуство, духовна чистота, дури и лековита енергија. Веруваш или не, нешто таму вибрира. Тоа би било накратко за овој феномен, а сега продолжуваме со видеото.
Samsung. Детва 60. Ајно. Никогаш не оставете ѓубре, секогаш ѓубрето зимате го со ова. Што и вие сте ѓубрење. Како го ставите? Еве ти го дрон шотот што го сакаш. Во картел 2-0. Гости. Инки. Авека. 100 метри изодев и тук. Што Така иде? ја на планина да се качувам. Каде бе ти со тој стомак на планина? А? Да. Убим. Ствари 200 за ова. За овие камења, добро, тоа е љубов, нели? Ама тешка љубов. Се така. Теска како камен. Кај сме сега и што правиме? Друг начин просто етно село. Пинчев. Има да пијам цел вако. Рачевме за пиење, чекаме јадење. Ја едам телефонот да го ставам на пуњач и може после ги стим. Што не. Дечки, Стефан дое на идеја да снимаме серијал, така ќе му да? Food Reviews. Да идеме по вакви места, пример, и да снимаме ревјус на храна. Од прилика идеме да видиме, не знам зашто вака е сервирано, ама ми се свиѓа како е сервирано. Иначе шарска, со не знам тоа некој зашто е тоа. Уштипцу кајмак. Уштици у кајмак. Или во кајмак. Гарнирче има помфритче воно, не знам на така. Ќе видиме. We will see. Вика до година ќе видиме. Гледам. А имаш лажица, ој. Не бе, не. Вака, сега поентата, тоест концептот на серијалот би било како оценуваме храна или генерално ресторани или кафичи или кафани и као низ повеќе градови низ Македонија, може низ цела Македонија. Ќе давате предлози вајда. И мислам дека би било многу интересно, пошто може да видите по нас. Обожаваме храна, ако ништо друго. И би можеле да ни верувате вајда, не знам. Знам дека вакво нешто више постои на Балканов и имам гледано и следам и интересно ми е као зашто да не би го правил тоа овде кај нас. У самиот серијал би спаѓало и оценување на атмосфера на локалот, покрај храната. Например, тука имавме жива музика и беше многу јако, као за кафански вајб, тотално кул. И да, како и да е, тоа би било околу серијалот, нормално ќе се напредува со време. Се надевам ќе биде интересно, верувам дека ќе биде интересно. Панда. Стече е среќен, задоволен од храната, од узото највише. Сакаш вода, брат, добар си. А сега следи видеото од малата детуража за патот на кај дома. Ало. Тетке да ми седнеш на фаца. Вака да не Гледаш месечинана? Ја гледам. Гледаш? Да. Со плакаш.
Совлакај се. Ова мој пикап лайн. Oh my fucking god, bro. Да имаат. Не го осети? Не. Многу е пенок. Кабелот е гъс. Не го видов само. И на мен му седна. That's what she said. За колку се даваш? За 50 евра. Ау, сладкаре! Let's go. I'll kill this one again. Па некогаш се осекам ко 50 евра. Што добар таа стотка не е цела. Влагам преку некоја Ало. тета од странство за старите од Христов чоколада. Гази матуранти здраво. Fala baba, gadem apareço lento kao da se desilo ubistvo. Da plata tura donese pangongi, gleda na svetlo sa alo pesa se ne se presta. Bilo, What the fuck je ovo Get bavina? diversify sources. Dosta pička i ti. Brat, brat, da napravim spušta se dole partuje. Како крекет да ти. Зашто мрозев? Не знакам да го одрам. Стоп! Не гледам ништо. A tvoj čarm pravi da bi napijana ljubav. И тоа би било тоа. Мала монтажа од патот за некај дома, музика, пат и тоа е тоа. Се надевам ви се допадна видео. Доколку е така, оставате лајкче, долу коментари може да оставите ваше мислење и исто и мислење за серијалот што го спомнавме преска. И исто така дали би сакале вакви видеа од некои кратки патувања низ Македонија. Што знам, може и надвор. Ќе видиме. Така да лајкче, коментар, субскрајбнете и уживајте и се гледаме во наредно видео. Чао.